Во изминатите 4 години локалната власт во Кочани и мнозинството во Советот работеа спротивно од интересите на граѓаните и беа донесени повеќе одлуки што наидоа на реакција од јавноста. Ова, меѓу другото, беше речено на пресконференцијата што координаторот и членовите на опозицијската советничка група ја одржаа по завршувањето на 62-та седница. Беше речено дека опозицијата ги бранела интересите на сите граѓани во општината, при тоа без разлика на нивната партиска, верска или национална припадност, а за погрешните одлуки на власта се реагирало повеќе пати. Предочени беа многу проблеми, прашања, сугестии, но и конкретни предлози. За жал, неминовно е да не ги спомнеме катастрофалните одлуки кои ги донесе власта на ДПМНЕ, а кои наидоа на отпор и негодување кај нашите сограѓани. Пред се, покачување на цената на водата, затворање на правниот факултет во Кочани, предизвикување на огромни долгови во училиштата, промена на името на главната улица Маршал Тито, вработување во општината по критериум на непотизам, воведување на платен паркинг, нерешавање на сообраќајниот метеж и уште многу прашања кои беа дискутирани на самите седници. Како опозицијска советничка група, будно ги следевме сите потези на власта и адекватно на тоа ги информиравме и медиумите, но и граѓаните преку непосредните средби кои ги имавме. Почитувани сограѓани, следната власт во фокусот треба да го има граѓанинот пред се, а не своите лични интереси. Порачуваме и апелираме до вас, ваква власт никогаш повеќе да не се случи. Алексов рече дека со завршувањето на 62-та седница и официјално заврши мандатот на овој состав на Советот на општина Кочани. Поради тоа, сегашната опозицијска советничка група очекува во најкраток рок да бидат распишани и организирани локалните избори, со цел да се избегнат сите последици од вакуумот што може да се јави откако локалните власти ќе останат без мандат.